Одрежјави ќе ми јавува дека ја имаме доктор Захариева, доктор Снежана Захариева, директор на Кумановската болница. Добро утро, ви благодарам што одвоивте 10 минути да ни избрифирате за состојбата во Куманово. Добро утро. Доктор Захариева, 973 лица хоспитализирани во целата држава според она што можев последно да го прочитам. Колку од нив се во Куманово? Во Куманово моментално 67 лица, тоа е една огромна бројка, со оглед на тоа што капацитетот на постоечкиот објект на инфективниот одел е само 18, а повеќето од останатите случаи прима терапија со дневна болница и бевме принудени, пред една недела да пуштиме и уште еден објект во употреба, за да ги дополниме болничките легла. И тие се исполнија за една недела. 26 легла и тоа е полно до последно место. Така да голема е бројката, како што гледате од дневните извештаи, Куманово секојдневно има високи бројки на нови заразени, нови позитивни случаи. Вчерашниот беше биланс 51, пред тоа 70. Тие луѓе речиси сите доаѓаат да се прегледаат на инфективниот одел, па кои со полесни симптоми оди дома, другите се хоспитализираат, едно место се празни, веднаш на негово место се пополнува со друг пациент, така е моменталната состојба. Велите дека еден објект е пренаменет за болните од COVID. Она што можеме да го видиме од бројките не се добри, колку и да сакаме да правиме оптимистички сценарија, сепак изминативе неколку денови, па и недели во низа имаме лоши бројки, веќе се преполни сите капацитети, што доколку продолжи овој број да расте. Дали има се уште објекти кои би можеле понатаму да се пренаменат за болните од COVID или еве народски кажано ќе се бара чаре во клиниките низ другите градови, низ републиката, доколку имаат потреба кумановци? Не смееме ние да сметаме само на клиниките. Бидејќи знаете, самиот транспорт е еден додатен проблем за овие пациенти. Тие се со компрометирано дишење, треба во момент да се одреагира. А повеќето клиники имаат услови речиси исти какви што имаме ние. Ние праќаме потешки пациенти кои што изискуваат асистирана или контролирана вентилација, во тешка состојба. Инаку што се однесува па до капацитетите, тука ние се прилагодуваме од ден на ден, бараме нови решенија. Секако дека објект ќе се најде, меѓутоа не е само објектот тој што им пружа помош на луѓето. Ќе пренамениме уште некој капацитет. Имаме, ние сме еден павилионски тип на болница, не е се во иста зграда, па би пренаменили и друг објект, иако тоа не е баш среќно решение. Поголем проблем е персоналот. Еве, ќе кажам дека денес ни доаѓаат на помош и специализанти од Крива Паланка. Нашите исто се ставени во функција. Се што имаме како човечки ресурс, ставаме во погон за да може да им се пружи адекватна помош на овие луѓе. Секој ден ги има се повеќе и буквално се врши во ход обука на медицинскиот персонал за да може да им се пружи терапија, нега, се она што им треба во болнички услови. Токму тоа сакав да ве прашам и вчера кога се слушнавме по телефон ми кажавте дека денеска ви доаѓаат специјализанти на помош. Колку досега се дојдени кај вас и може ли малце поконкретно како стои работата со медицинскиот персонал? Со колку инфектолози, епидемиолози располага клиниката? Дали имате потреба, дали барате повеќе персонал од Министерството за здравство? Вака, епидемиолошката служба е посебна служба, не е во рамки на болницата, ние сме општа болница, инаку инфектолози се само тројца, од кои само 20 дежураат. И на инфективниот одел на испомош доаѓаат специјализанти и колеги општи лекари, кои што имаат искуство во работа со пациенти со инфективна патологија, тие тука неколку години веќе работат, ја познаваат проблематиката и начинот на работа, а на другиот одел, општи лекари и специјализанти работат, на пренаменетиот одел кај што е неврологија и психијатрија,
Таму се, значи, општи лекари и интернисти кои што сите ротираат секојдневно, значи, во дежурства и буквално им се помош, подршка на младите колеги. Тоа е. А средномедицинскиот персонал е од самиот одел неврологија и од психијатрија, со тоа што на испомош се ангажирани и сестри од одели за интерни болести, од хирургија, од педијатрија, од различни одели се ангажирани. Доктор Захариева, во целиот овој период можеби фокусот е на заразените со COVID-19, но не можеме да ги занемариме и сите оние кои имаат проблеми со други болести. Сакам да ве прашам каква е состојбата во болницата, дали се третираат и лица со било какви други болести, дали се прават други операции или сето тоа е сега во застој поради COVID состојбата? Нема застој. Значи, успеавме покрај сите потешкоти да го одржиме оперативниот програм, значи има операции, не само исни, туку и елективни операции, акушерскиот и гинеколошкиот одел исто така функционираат нормално, и ако нели секој влезен пациент го третираме како потенцијален ковид пациент, но значи имаме наши механизми и се земат брисеви на сите што ќе дојдат, за да не се изложи и персоналот и останатите пациенти на ризик, но значи оди оперативниот програм, исто педијатрија функционира, интерна медицина функционира, значи амбулантите исто така, термините не се отказани, иако заради додатниот ангажман на интернистите моравме да редуцираме некои термини. Не може луѓето, значи и таму да функционират како да не се ангажирани додатно во ковид оделот. Доктор Захариева, да го заокружиме овој разговор, според вашето мислење на што се должи толку голем број на заболени, но и на толку голем број на лица на кои што им е потребна здравствена помош? Знаеме веќе дека во поголем дел од случаите оние кои се заразени поминуваат и со полесна слика, но еве во текот на вчерашниот ден имавме и рекордна бројка на починати лица. На што се должат овие бројки? Големата бројка се должи на голем број контакти, значи ние немаме некои ограничувања во движење, иако не знам колку е при тоа среќно решение. Дисциплината е основна, што секој од нас треба да си ја носи во себе, да води сметка и за себе и за другите, значи да не бидеме себични, да не ги затвораме очите пред реалноста. Вирусот не само што постои, туку буквално коси. Друга работа, би апелирала до сите граѓани, не само во време на ковид криза, туку и надвор од неа, да имаат повеќе почит спрема своето здравје. Да не се оди на лекар само и само кога ќе се разболиме, туку никој од нас не знае што носи додека не отиде на една рутинска контрола, систематски преглед. Мислам дека тоа уште го немаме встадено во менталниот склоп на нашите луѓе. Значи, имате држави каде што буквално сите кои што се над 40-50 години, еве да речам, редовно си го контролираат здравјето преку редовни контроли на крвна слика, мамографски прегледи, прегледи на простата, кардиолошки прегледи и слично. Ретко кој е на вистина здрав. И малку повеќе да се посвети грижа на сопственото здравје и при појава на било какви најминимални симптоми да се побара помош од лекар. Значи да не ги затвораме очите пред реалноста. Подобро, порано да се дојде на лекар, па секоја болест мислам дека ако благовремено се реагира кон неа, ќе биде со позитивен исход. Доктор Захариева, ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Вас ве чека бурен понеделник од оно што можевме да го заклучиме и секако ќе ве побараме повторно. Се надеваме дека следниот разговор ќе биде со многу помал број на заболени и со малку порастеретена болница, па ќе разговараме со малку пооптимистички тон од сега. Ни останува само да се надеваме. Ќе ви посакам убав ден и добро здравје на сите. Исто така. Еве и ние ќе се приклучиме кон апелите, како и секој ден ќе повториме. Она што е најважно е да се носат маски, да се одржи бараната дистанца, бидејќи еве гледаме бројките секојдневно
растат, а тоа е на штета на сите нас. Болничките капацитети веќе се преполни. Ние во овој утрински брифинг се обидуваме во текот на неделите да направиме и една ретроспектива, но и директно вака да слушнеме од првите луѓе на болниците низ целата република каква е состојбата. Секако и понатаму ќе го следиме ова и ќе остане во фокусот. За жал, се додека трае ова ковид криза.